Градоначалникот на општина Берово Драги Наџински изврши увид во градежните активности кои се реализираат на територијата на општина Берово. Тој го посети паркинг просторот зад социјалната зграда во Берово, каде преку програмата за улици и патишта за 2016 година се реализира проект за партерно уредување на просторот помеѓу социјалната зграда на улица Моша Пијаде и зградата на кејот на река Брегалница во Берово. И ние како општина преку програмата за уредување на партнерно уредување и изградба на тротоари донесовме одлука да се уреди оваа просторија, тоест да се овозможи да граѓаните можат да ги паркираат побезбедно своите возила, да можат зелените површини да ги одржуваат, а не да ги користат како паркинзи, и мислам дека со самото уредување ќе се подобрат условите за живење и на граѓаните од социјалната зграда и од стамбената зграда, комерцијалната стамбена зграда. За овој проект преку буџетот на општина Берово се обезбедени 1.800.000 денари, средства од кои дел ќе бидат наменети за изградба на уште неколку пешачки зони во општината, меѓу кои реконструкција на тротоарската површина на улица Маршал Тито на влезот во Берово во должина од околу 400 метри, поставување на тротоарска површина на улицата Маршал Тито во Смојмирово во должина од 150 метри, изградба на пристапна улица до селските гробишта во Русиново, како и доградба на улиците Илинденска и 23 август во Берово со вкупна должина од околу 250 метри. Во рамки на активностите кои се реализираат на територијата на општина Берово и чистење на каналната мрежа кај местноста викана Урмански поток. А тоа беше течение на потокот каде што беше исполнето со нанос и преку Министерството за транспорт и врски обезбедивме нафта, која нафта ја употребивме за чистење на потокот, зашто знаеме дека при повременни дождови тука се потокот излеваше и водата одеше по сообраќајницата и не даваше сигурност, тоест ја нарушуваше безбедноста на сообраќајот. Според градоначалникот Наџински, преостанатата количина на нафта ќе биде искористена за чистење на овој поток се до неговото влевање во реката Брегалница.